Уапсениот музички магнат Шон Комс, познат како Диди, е централна тема на насловите во светските медиуми по бројните обвинувања против него. Многу познати личности се поврзуваат со него, откако на виделина изгледа сето она што тој наводно го правел во последните децении, а повеќето од нив или се бранат или избираат да молчат. Имињата кои исто така се споменуваат се имињата на познатите членови на британското кралско семејство, принцовите Вилијам и Хари, кои често биле поканувани на неговите контроверзни забави. Имено, авторот и експерт за кралското семејство Кристофер Андерсен тврди дека Диди престанал да ги кани браќата на неговите забави откако тие се смириле и станале семејни луѓе. Нивните имиња се поврзуваат со имињата на Диди откако повторно се појави интервју од 2011 година, каде што раперот рекол дека сака да ги донесе браќата на своите забави. Диди им се јави и на Вилијам и на Хари кога беа млади и западнаа во неволја. Очигледно принцовите тогаш беа на насловните страници бидејќи беа редовни на лудите забави во ноќните клубови низ Лондон. Диди им се јави, но тие мудро ги одбија повиците, а потоа Вилијам и Кейт се верија. Диди ја разбра пораката и престана да им се јавува на двајцата, вели Андерсен и додал. И Вилијам и Хари беа редовни во клубовите и лесно можеа да прифатат покана за неговите забави, но благодарение на луѓето од палатата го избегнаа куршумот. Се верува дека Комс ги запознал кога настапил на добротворен концерт во чест на нивната покојна мајка, принцезата Дијана во 2007 година.